Повторно надвор од студиото ви ги презентираме најновите градски случувања. Викендов ќе има посебен сообраќаен режим во булеварот Партизански одреди. Имено утре и задутре во раните утрински часови ќе се изведуваат градежно-монтажни работи за поставување на гасоводна цевка со попречен ископ кај крстосницата помеѓу булеварот Партизански одреди, улица Манапо и улица Лондонска, информираат од МВР. Од тие причини одделението за безбедност на патниот сообраќај ќе превземе мерки за посебен режим на сообраќајот по овие сообраќајници, при што сообраќајот по булеварот Партизански одреди во насока на движење од Ѓорđe Петров кон центар ќе се пренасочува лево по улицата Љубјанска кон булевар Илинден и десно по улицата Московска кон улицата Митрополит Теодосиј Гологанов, а сообраќајот што се движи од центар кон Ѓорđe Петров ќе се пренасочува десно по улицата Блецки договор кон булеварот Илинден и лево по улицата Париска кон улицата Прашка. Од МВР апелираат до граѓаните да ги почитуваат наредбите на полициските службеници. И понатаму остануваме на слична тема, повторно сме на застој во сообраќајот. Овој пат левата коловозна лента од автопатот А1 од Скопје кон Велес, на делот помеѓу Башино село и Штипска Клучка. Од денеска 10 часот до 13 часот беше затворена за сообраќај. Како што информира АМСМ, затварањето на лентата е поради изведување градежни активности на овој патен правец. На самото место беше поставена и соодветна сигнализација за работа на пат. А во продолжение информација која што верувам ќе ги интересира сите граѓани на Скопје, пуштени се во употреба фонтаните, војнот на конј Филип II и останатите на плоштадот од другата страна на камениот мост, како и фонтаната на мостот Око. Наскоро ќе бидат пуштени и фонтаната кај споменикот на Прометеј во паркот Жена Борец, како и фонтаната со водоскоците на плоштад Македонија, на која беа поставени железни капаци како безбедносна мерка поради посетата на папата Франциск. По продолжение информација која што ни доаѓа од Детскиот културен центар, именно во дворот на Детскиот културен центар Карпош. Утре во 11 часот ќе се реализира манифестацијата Раздигран плоштад 2019 по повод крајот на учебната година и завршна програма подготвена од сите секции од ДКЦ Карпош. На манифестацијата ќе се проследи изложба на ликовна секција, кореографија од фолклорци, настап на мали балерини, изложба на фотографска секција, настап на хорот Гласот на децата на Скопје и како гости ќе настапи балетското студио Балерина. Преку оваа програма се врши афирмација и промоција на сите секции кои го организира Детскиот културен центар Карпош. Во состав на манифестацијата Разигран плоштад ќе бидат објавени и доделени наградите од првиот фотоконкурс на тема Мојот миленик. Информација која што ќе ги интересира посебно граѓаните од општина Петровец, имено од Ивана Македонија добивме известување дека утре поради закажани технички зафати без електрична енергија од 8 до 13 часот ќе останат корисниците од улиците 1, 2 и 3 од село Петровец, основното училиште во село Петровец и цело село Ржаничино во општина Петровец. И за крај информација за времето. Времето денеска беше променливо облачно, а во вечерните часови се очекува нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Утринската температура утре ќе достигне до 13 степени, дневната до 24. Како што информираат од управата за хидрометеоролошки работи, следува период на променливо и нестабилно време на повеќе места со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилни врнежи, силен ветар и појава на град.